Добар ден од Куманово, град Херој, место кое во минатото имало свој крал. Денес центар на чевларската индустрија во Македонија и пошироко, општина со богата и долга историја. Колку светла европска перспектива има Куманово, ќе дебатираме денеска со гостите во петата епизода од ЕУ Караванот низ Македонија, градоначалникот Зоран Дамјановски, актерот Сашко Коцев и бизнисменот Перица Стоимановски. На почетокот да ја видиме личната карта на градот што ја направи колегата Миле Ристевски. Еј, што ми се пие, бабо, тој рујно вино, што га точило, бабо, твое девојче. Со специфичен говор, дијалект и карактер на луѓето кои секогаш се спремни за добра шега и музика. Кумановци се посебна естетска категорија. Во секојдневниот кумановски хумор, сепак основа е битисувањето и трката по екзистенција. Горди колку историското минато, овде никој нема да ви каже дека не е европеец, но ќе се пожали дека од самите нив зависи чистотата на градот или скротувањето на бунтовниот менталитет. Иако во последно време овие глобални збиднувања кои се случуваат не погаѓаат и нас нормално, и тука некако на некој начин почна да се губи тој кумановски дух и веќе влегуваме во некакви шаблони, значи сакаме да сме и ние, така да тој специфичен кумановски дух на некој начин, јас мислам дека тоа е само фаза, сега е во сенка, нели? Европа ќе ни треба во делот на на нови инвестиции, на инфраструктура, на начинот зошто нашите луѓе сега да идат по Авганистан, ако овдека е убаво место за живење и на нас Кумановци вика никој од убаво не бега. Куманово има околу 80.000 жители и е центар на индустриското производство во североисточна Македонија. Град на чевларството со сигурно над 60 на производствени капацитети само од оваа гранка. Општина која прва има оформено сектор за евроинтеграција. И овде пристигнуваат пари од европските фондови. Не за изградба или подобрување на инфраструктурата, туку во делот на едукацијата и економската соработка со соседите. Така со 95.000 евра се подобрува бизнис соработката со Ќустенделскиот регион. За еднакви можности на лицата со интелектуална попреченост, односно нивно интегрирање на пазарот на вработувањето, од европските фондови одвоени се 78.000 евра. Од ИПА фондот Cross Border со половина милион евра се реализира проектот за деца со посебни потреби и нивно вклучување во редовната настава. Со 1.100.000 евра се финансира управувањето со отпадот по европските стандарди. А од аспект на подготовка и реализација на тие проекти, сметам дека располагаме со доволно ресурс и човечки и со други капацитети, но слаби сме во финансиската кондиција. Веројатно ви е познато, така е и кај нас, така и воопшто во европските проекти. Апликантите први морат се да подготват, да изфинансираат, а дури по успешните контроли и европските ревизии се доаѓа повратот на средствата. ИПА фондовите всушност представуваат една припрема, затоа што тоа треба да се направи припрема на администрацијата на Република Македонија за да може да ги користи понатаму достапните фондови со добивањето на членство, односно почнувањето на преговорите,
односно треба да се направи трансформација на администрацијата и на централно и на локално ниво, за да можеме да одговориме на потребите за користење и членување во Европската Унија. Кумановци се познати по трговијата, за нечиството, но овде е развиено и земјоделството. Само лани за субвенција аплицирале половина од регистрираните, или околу 3500 земјоделци од регионот. Покрај останатото, кога разговарав со кумановци ми велеа, добро би било кога би се рестартирале големите капацитети кои некогаш даваа сигурност на градот, како што е тутунскиот комбинат. Куманово по многу нешто е специфичен град, тргнувајќи од дијалектот кој овдека се говори до специфичниот хумор. Може би најдобро ќе биде се отсликано преку кумановскиот Хамлет. А Хамлет и на кумановски дијалект е доволно сериозен. Може би токму оваа реплика која ја побарав неочекувано, кажува се. Или сам овде, или па не сам. Срни сам не знам куде сам. Или ќе ме има, или ќе ме нема. Или ќе ме најде неволја голема. Трт, мрт, живот или смрт. Доволно оригинално илич на кумановски Хамлет. Господа, добре дојдовте на сцената на ЕУ караванот низ Македонија во центарот на Куманово. Во центарот на вашиот роден град ве поздравувам и ве прашувам првото прашање за сите, што му недостига на градот за да биде европски? Повелете, Дамјановски. Па, мислам дека Куманово е најевропски град од сите градови, бидејќи е најголем град во Република Македонија, Скопје е главен град, со 110.000 жители, да ве поправам во вашата најава со 70.000 од Википедија, која не знам. Сакам да го тоа за гледачите на македонска телевизија поправам. И мислам дека по сите начинот на живење, мултикултуролошкиот и етничкиот состав, Куманово наликува на европски град од аспект што имаме најграѓански концепт. Немаме никогаш во сите овие 2 децении години на турбуленција, Куманово немале проблеми со живење, тоа го покажува системот, културата и обичаите на луѓето во Куманово. Од тој сегмент сакам да кажам сме најевропски град во Македонија, а она што е другиот дел, параметрите за европската интеграција, стандардите во екологијата, стандардите во социјалата, стандардите во економијата, тука сме на ниво на Македонија и мислам дека треба уште време да дојдеме до еден стандард кој ќе биде равноправен во евроинтегративните процеси. Ќе дебатираме подоцна во текот на емисијата и за тоа колку ги ползуваме предностите од кандидатскиот статус и ги користиме фондовите. Коцев, кога се чувствуваш најевропски? Што правиш во Куманово кога можеш да се чувствуваш европски во твојот роден град? Не знам баш што значи тоа европски за различни луѓе и за различни групи на луѓе и социјални слоеви, различно значи Европа за едни ова, за едни она. Така да не се чувствувам баш европски, малку сме далеко од Европа се уште. Европа за мене може да го зборуваме како еден ментален склоп. Ако зборуваме за Европа како географска одредница или географија, тогаш ние секако сме во Европа. Но по дух и ментален склоп не сме во Европа. Тоа е и мислам дека воопшто не треба ни да се стремиме да бидеме европјани, зашто ние сме нешто друго сепак, нашиот склоп е друг. Треба ова да го искористиме тука што го имаме. Дали јас и кога се чувствувам европски? Тоа е, еве да кажеме, во мојата област, која што е културата, уметноста или театарот, кога има некое збиднување и кога ќе разговараме со група интелектуалци за тоа дали представата била ваква или онаква, со чашка добро вино после премиера во театар, тогаш може да кажам дека сум европски, но за жал тоа го нема видено многу одамна во Кумановски театар, затоа што најверојатно тоа е до раководството, доста е замрен Кумановскиот театар. Така да за мене, ако зборуваме за Европа, во европските градови има многу убав театар. Не зборувам за зграда, туку зборувам за институција и за уредување внатре. Има актери кои што едве чекаат да се качат на сцената. За жал, јас излегов од овој театар 2006 година и некако театарот оди надолу. Еве,
кога веќе зборуваме за Европа, јас сакам до надлежните да пратам еден апел. Тоа да се подигне на малку повисоко ниво, затоа што Куманово, еве, Денови на комедија, фестивалот кој што е колку години веќе, може 20 години скоро, не ме фаќате за збор, не помалку, еве, 16-17 години. Тоа покажува дека имаме многу бројна театарска публика и само тоа се случи во моментот, во последните 4-5 години, само тоа е театарско збеднување. Ете, можам да кажам да заокружиме дека така се чувствувам европски. Стоимановски, може ли во Куманово да се води бизнис според европски модел? Па видите вака, објективно гледано, значи Европа е далеко пред нас, реално. Политичкиве системи во Европа се на многу посигурна основа за разлика од кај нас. Ние поминуваме во период на транзиција, така да многу стопански објекти остана затворени, мораше да се отвара, значи, нови. Приватизацијата си го стори своето, така да објективни да бидеме, имаме многу да работиме. Многу да работиме за да би можеле да прифатиме или примениме барем некои од тие европски стандарди. Во секој случај пред нас предстои многу работа. Значи искреност, тоа што го работиме, да ја знаеме целта која ни е. Алтернатива друга, значи во моментот немаме, сем влез во таа Европска унија, ако земеме во обзир дека сите наши обкружувања, сите наши пазари потенцијални се или веќе претендираат за таа Европска унија, навистина мораме и ние да водиме сметка за таа што побрзо да ги имплементираме сите тие стандарди кои се применети во таа Европска унија. Во секој случај предстои многу работа, многу труд, многу залагање. Така. Шанса да постави прашање ќе добие и публиката која следи овде емисијата во живо во кафе барот Revolution во центарот на културата во Куманово, а секако и вие, почитувани гледачи, преку нашиот Facebook и Twitter профил EU Караван низ Македонија. Градоначалниче општина Куманово има сектор за евроинтеграции. Што работат луѓето во овој сектор? Не мислам дека тоа е единствена општина што има формиран таков сектор. Формиран од разбирливи причини, кажам најголема локална самоуправа, со таков состав, како што кажав, нешто сличен на демографскиот етничкиот состав Република Македонија. Најблиско сме до реална граница на Европа, бидејќи сме најсеверната точка на македонската граница. И формираме сектор за евроинтеграција и меѓуопштинска соработка и соработка на општините. Од аспект што имаме многу градови збратимини, градови пријатели со 5-6 земји низ Балканот, почнувајќи од Босна и Херцеговина, Словенија, Србија, Романија, Бугарија, Турција, почеток со пријателство со Албанија. И мислам дека на тој начин отвараме можност за соработка на неколку нивоа, а иднината на евроинтегративните процеси на Балканот е во меѓугранична соработка и правење проекти од заеднички интерес меѓу две држави. И тоа е суштината на тоа збратимување, каде секои амбасади присутни од Европската заедница пред се од соседните земји инсистираат на тоа зближување, збратимување, се со цел да сме што поблиску во фазата на користење на регионалните фондови од регионален интерес, на тој начин да ја трнеме границата на Балканот, што е суштина на европското живење, Европа без граници, што е веќе видено на овие земји кои се внатре во Шенген системот. Може би тоа е најдоброто решение за сите етнички поделби и недоразбирање на ниво на Република. Ги ползуваме ли доволно привилегиите што ни ги дава кандидатскиот статус во неколку изминати години назад, еве во сферата на културата, во сферата на бизнисот, во сферата на локалната администрација како власти? Каков е вашиот впечаток? Не знаеме да ги побараме парите што ни стојат на располагање или многу се строги критериумите, па заради тоа оди тешко тоа? И двете работи. Мислам дека и строги се критериумите и ние, значи, тој европски дух што го зборуваме, ако може да зборуваме за тоа, тој склоп ментален, дека малку сме подалеку од тоа и кај нас е уште шалтер его.
Значи, ја преку ред, ако може, убутајме, знаеш, од оваму, ако може. А они си имаат точен формулар во кој што пишува вака и вака. Една работа е таа, а другата работа е некако, значи, некако тие информации потешко стигаат до нас. Некако тие, значи, информација дека има таков фонд, ако се направи таква театарска представа и таква трупа, дека ќе земе толку и толку пари. И тие некако не стигнуваат до нас, веројатно и не знам зошто е тоа така. Имате Не сум искуство сигурен. до сега со некој Имам проект? искуство, да, ама тоа е се некако на поситно преку невладени организации кои што тоа го работат и некако тоа е на некои помали кругови сведено и на многу помалце проекти, тие не се многу од јавен интерес. Тоа е некоја ситна представичка овде, некој интеретнички проект овде и такви некои што ги ползуваат ги цицаат, а пошироката народна маса да ги препрашаме, луѓе што поминуваат овде на площадот не би знаеле тоа. Не би знаеле што е тоа. Значи, можда покомпетентен е градоначалникот за тоа да зборува. Јас не знам зошто. Значи и двете работи што ги спомна Горан. Но сме само критични, па велиме или сме слабо информирани или не знаеме како да самокритичен, да. Значи не бараме, не работиме на тоа поле, некако цело време сме врзани на дојка на државата, па некако малце на готово, као ајде зошто не ми даде некој јас да работам. Така е некој, зошто не ме викне некој јас да се работам. Така е некако е нашиот дух склопен. Стројмановски, вие во вашиот бизнис сте учествувале со некој проект или планирате да побарате помош од некој од европските фондови што ни стојат на располагање? Да, ние сме пред една детална анализа, значи знаеме како се добиваат тие средства. Европа не дават пари тек така. Работиме една анализа, детална анализа, значи со проект планови, така да сме во фаза на една инвестиција и мислам дека во наредниот период ќе успееме да дојдеме до некои од тие средства. Како разбравте за впечатокот на Коцев е дека луѓето не знаат доволно за сите инструменти кои ни стојат на располагање. Вие како Па добро, јас не би се сложил со таа констатација, мислам дека Јас зборам за мојата област, извинете. Значи, мислам, се извинувам, Да. мислам дека денеска сите информации се достапни на сите. Инвестиција во кадар, инвестиција во луѓе. Дамјановски, дали во општината има доволно стручни луѓе кои знаат како да пополнат апликација за некој од ЕУ фондовите? Јас во најава примети, вие дадовте така најава дека секторот за евроинтеграција плюс Советот на Североисточен плански регион дадовте коментар од таа природ дека сме влегле во некоја фаза. Меѓутоа, јас сум 10 година како градоначалник на Куманово и се надевам дека нешто ќе трне. Ја уште немам видено бенефит од европски фондови. Се сме уште во меки компоненти. Сега и тоа што го најавија моите службеникот, односно раководителот и службеникот од Советот на регионот, дека сме добиле фондови, уште сме мека компонента, едукација и само едукација. И во фондовите се предприпремни фондови за кандидатите за членки на Европска заедница и тоа е еден процес каде е предвиден за тренинг на определена категорија луѓе за да се етаблираат во системот. До реална имплементација и бенефит на граѓанството кој уште не може да го чувствува тоа е долг период. Мислам дека тука Европа треба особено за земјите кои имаат млада демократија. Ја не зборувам за интегративни процеси на Централна Европа, на западноевропските земји кои многу подолг период живееле во демократски процеси и имаат регулирани односи, јавна администрација и тоа. Ние треба да влеземе со побрзо темпо, да аспект што луѓето треба да ги едуцираме, меѓутоа треба и да направиме некои проекти кои ќе имат бенефит. Искуството од моите соседи, пријателски земји, градови, збратими или пријателски градови и нивно исто, дека долг период е на имплементација на европските фондови до крајна реализација. Такво искуство имам со Марибор, со Целје, со некои градови во Лјубљана кои се членки на Европска заедница, со хрватските градови, бидејќи и таму патот бил многу тежок, мако трпен до имплементација.
Ние уште сме у првата фаза. Значи, за разлика од Коцев кој беше самокритичен за луѓето од сферата на културата, на уметноста, Луѓе сте викнале се што. администрацијата смета дека се престроги критериумите, односно претешко оди добивањето на европските пари. Да, го спомнавме тоа на почетокот. Така. Значи и тоа има малце. Значи таму сепак се тоа многу точни формулари кои што да се пополнат. Предлагам да им дадеме следните секунди за време за публиката, да постават прашање и за нашите гледачи преку профилот EU Караван из Македонија на Facebook и Twitter. Повелете, господа и дами од публиката, ако имате прашање. Најпрвин добар ден. Моето прашање е упатено до нашиот градоначалник. Господине Дамјановски, кумановци не се задоволни од чистотата во Куманово. Дали според вас надлежните не чиста доволно или кумановци многу валкаат? Благодарам за прашањето. И двете. Прво, јас не сум задоволен од степен на чистота во град Куманово. Меѓутоа, тоа е менталитет балкански и тоа не е оправдување за мене. Меѓутоа, сакам да кажам, овде ја користам приликата, дека Куманово е прогласен за најчист град од ОМАС, Сдружение француско за испитување на нови технологии во смет и чистење на смет. На 20 сличи ги примаме по други пат награда врз основа на јавна анкета, сакам да го фокусира ова камерата, врз основа на анкета која е правена под покровителство на Француска амбасада, Комара на јавни предпријатија во Македонија и некои други методи кои ги користи ова асоциација. И на 20 лети во Рим ќе биде дадена награда за предпријатие кои има нови технологии во работењето на јавна чистота и зеленило. Значи, самата таа анкета и самото тоа признание зборува дека Куманово не е така нечист град и кажува дека е еден од почести градови. Тоа зборува дека у Македонија воопшто проблемот со чистота е на ниско ниво, ако нашиот град е прв град во Македонија. Тоа може да ги замислиме другите градови како Тоа беше целта да кажам. А јас Вие задоволни ли сте од Јас лично сметам дека треба уште 50% да се дигне нивото на чистота и хигиена во градот. Меѓутоа мора да потенцирам дека културата и дисциплината на граѓанството не е на ниво адекватно за кое треба да ги дигнеме стандардите на еколошките стандарди на Европската заедница. Само ќе напоменам дека во задни 5 години 4 пати правам акција за чистење на диви депонии, на речни корите, на сечење и после 3 месеца се стварат нови и нови депонии. Значи, односот према градот и екологијата према животна средина треба да се подине како свест на граѓанството, а ова што ви го покажав е добар показател ако овој град и ова предпријатие го добила таа титула јасно зборува на кое ниво е хигиената и екологијата во Република Македонија. Јас се гордеам што еве по други пат добиваме овакво признание и тоа по анкета на Меѓународна независна асоциација ОМАС, која го доделува тоа и од познати причини, финансиски криза и блокади на Куманово. Јас не сум во можност да ја примам таа награда, меѓутоа валја по пошта ќе ја прeda таа награда, еве сме поканети на 20 да одиме. Тоа ми беше посебно драго прашање од публиката и го очекувам. Вода и смет е Куманово она што постојано и за водата веројатно кој се помалку да валкаат кумановци или повеќе да чистат надлежните? Не, кој веќе спомна доктор Дамјановски, мене интересува дека многу често во Куманово таму кај што стои знак забрането фрлање шут и отпаден материјал, токму таму има најмногу ѓубре. Најверојатно треба на тие места кај што сакаме да го собереме ѓубрето да поставиме нови табли. Еве може така, нови табли веројатно само таму ќе фрлаат, пошто или кај што има контейнер околу контейнерот. Значи се качувам во такси. Тој јаде бурек, а бурекот знаете, во кава хартија е болница. Сега беше брзо. Се качувам во такси, тој го јаде бурекот и го фрла низ прозор. Ја му викам застани да излезе. Значи свеста мора да се дигне. Ние самите не дојде градоначалникот да го фрли, да ја фрли хартијата од бурекот или не дојде владата да ја фрли. Не бе, ние сами фрламе. Ние кој фрла од мастика и на улица? Кој ние сме ја фрлиле? Значи мора тоа да го сватат, да ги учат своите деца. Еве кога веќе не се научени телето и волот, нека се научи помалото тело. Значи тоа треба сам како зошто да фрлаш, не разбирам. Покрај корпи за отпадоци во џеп, ја дома кога ќе отидам, една кеса полна со
хартии, значи што не сум ги фрлил на улица, а не сум нашол корпа за отпадоци. Малку сум, ова што ме прашавте, дали сум јас задоволен од чистотата, јас сум малку излезен неколку години веќе од Куманово, па не сум баш сигурен. Само апел, еве тука е таткото на градот. Еден апел, значи пешачките премини се многу избледени низ градот, верувам дека тоа е во план да се обнови. Сега баш возев и баш се онака изгледа. Крпење на улици, така, бидејќи имаме поради изборни процеси забрана за тендерски постапки за 10 дена крпење и одма потоа хоризонтална сигнализација. Малку е закаснето, меѓутоа тоа е, ние секоја година имаме избори, стално имаме забрана, 2 месеца забрана, 2 месеца. Зебрите се предизумирани во Куманово. Да ги слушнеме и другите прашања од публиката или можеби да одиме со прашањата од Facebook. Профилот ако може да ги видиме? Да, еве. Како ќе се реши проблемот со водата? Добро ли читам? Предпоставувам за градоначалник. За мене е тоа. Предпоставувам. Ако нема вода, нека пијат сок, господин Спремановски. Имаме тука Кватро кој ни Како беше Екатерина, која беше кој ни помага и сакам да го истекнам неговиот голем допринос. Сега кога имаше поплави во Србија, Куманово излезе со голема донација према братските градови. Однесовме 7 шлепера дезинфициенци, вода за пиење, сокови, каде фирмата Кватро ни даде по набавна цена, она само сировинско покривање, цена да однесеме и успеавме за тие пари кои го деливме како средство од буџетот да помогнеме нашите братски општини. И тука ќе засебе тоа проблемот со водата е актуелен проблем. Како ќе го реши општината? Може ли да помогнат европските пари тука или може би со водоснабдување или? Има две опции. Куманово има доволно вода, меѓутоа водата во Куманово е со вкусна политика. Ни европски пари, ни никакви пари нема да помогнат. Овдека треба да седиме да се разбереме дека политиката е за избори, а не е да се малтретираат граѓаните 120, 115, 120 луѓе. Вода има 30 милиони кубни метри акумулација. Меѓутоа, водата се стегнува и пушта вентилот зависно од потребите кога треба да се качи или спушти рейтингот на определена политичка гарнитура. Само како информација, да не ги узурпирам просторот на Еврокараванот, сакам да кажам дека не постои за задни 5 години 350% е качена цена на сирова вода од браната до филтер станицата, а тоа е во надлежност на влада, односно Министерство за земјоделие и дирекција за води. Значи јасно укажува на која цена може да се покачи 350% во инфлација таква како што имаме, стабилен динар и така натаму. И тоа јасно кажува дека и постојана блокада, ако не ни платите вентилот, ќе го стегнеме. Еве денеска исто имаме една бурна. Ние сме навикнати на тоа, 2001 бевме 35 дена без вода. Така најверојатно тоа е тренинг на живците на граѓаните на Кога се даде интересен предлог, вика ако не можеме да пиеме вода, да пиеме сокови. Ама како ќе се капиме со сокови? Кралице, царице, народот нема што да јаде, нема леп да јаде. Дајте колач. Тука одиме со следното прашање. Проблемот на водата сакам да го искористам ако ми дадовте простор. Значи може да се реши само со една дебата, дискусија, ве отварате една тема на вашата национална телевизија, нашата, условно вашата, нашата. И сакам да кажам дека ги повикувам надлежните органи да седеме, да народот не трпи во овие тешки временски услови. Очекуваме жешко лето да имаме поново криза за вода како и секоја година. Политичка боја на вкусот. Да, го чувме и вашиот впечаток за тоа колку Куманово е европски град. Пред да го слушнеме впечатокот на кумановци, ги прашавме и нив во анкетата што следи. Додиме уште со едно прашање од Facebook профилот. Ако може, одиме на запад, а бараме работа на исток. Зошто? Ова, за кого прашање, може да го одговорите и тој што се чувства најповеќе. Економија, бизнис, па, господине. Предпоставувам дека се однесува за луѓето кои се на привремена работа во земјите од Блискиот Исток, како Авганистан, Ирак. Ценам дека тоа не е случајност, тоа дека Куманово, со оглед на тоа дека фактот Куманово беше индустријски град. Во времето на транзиција многу луѓе останаа без работа. Политичкава ситуација беше во онаа бивша Југославија во
фаза на распаѓање, така да Куманово беше домаќин на меѓународните мировни трупи. Тука беше и НАТО сконцентрирано, така да таа техничка подршка за тие луѓе влијаеше да се створат релации кои подоцна... Да, релации, контакти кои потоа се... Контакти, потоа голем број, јас не знам точна бројка, меѓутоа претпоставувам дека скоро 10.000 луѓе има во базите во Авганистан, Ирак. Тоа е реалноста. Може би градот живее и од тие не имала пара која се слева во градот. Таа пара ја трошиме на запад, ја печалат на Ја исток. печалиме на исток, ја трошиме на запад. Тоа сакам да кажам дека со тоа не може да се бориме, не може никој да се бори. Друго е ти да си овде да земаш плата помеѓу 12 и 40.000 денари, нели кај нас платите горе-доле, и друго е таму да земаш плата помеѓу 3.000 и 7.000 евра. Значи со тоа никој не може да се трка. Така да нормално е луѓето да аплицираат за работа таму, посебно кога овде, нели, го знаеме Куманово, вие посебно го знаете со фабрики гиганти кои што нели со тек на време со таа транзиција се затворени, па многу луѓето станаа така. Така да со тоа не може да се трка. Блискиот исток, главен град на Авганистан, Куманово би биле задоволни кога би биле во Европа со тие примања, меѓутоа Да. тоа е реалноста. Сигурно не им е убаво таму, тоа е крвав лепе тој, тие 3-4.000 евра. Ни прашавме кумановци колку европски се чувствуваат во нивниот град. Да ги видиме нивните одговори. Па заликува на европски град. Може би уште далеко, али сепак заликува. Што би промениле за да стане поевропско Куманово? Па треба многу да се промени пред се менталитет, навики на луѓето, дисциплина на однесување, на култура. Има некои што треба измени да се направат, меѓутоа мислам дека се повеќе и повеќе одиме према тоа да бидеме поголем европски град. Најпрво менталитетот на граѓаните, кога тоа ќе се среди се веќе ќе биде полесно и полесно. По-чист да е, значи, по-чист. Not the same as in Europe with that, but that will be better, I guess. Сите се ориентирани европски, меѓутоа стандардот за европски живот е многу тежок по Куманово. Фали инфраструктура. Инфраструктура е оставена за уназад за 60 години, више не држи. Не може овој напредок и овој луѓе како се развијале да држи. Кола, приливна се. Како да ги задржиме кумановци дома? Имате ли план за изградба на индустријска зона? Како да се намали невработеноста? Индустријска зона е само еден сегмент од економскиот развој на локалната самоуправа и како што е позната широка македонска јавност, ние изградиме 6 зони индустријски во Република Македонија кои даваат некои резултати во однос. Од една страна резултатите се како статистика позитивни, а гледаме што се случува со вработените постојано. Имаме и по социјални мрежи чита да имаше и штрајк на некои вработени у поголеми компании, поради тоа што индустријски зони се претворија во зони каде се експлоатира на многу ниско ниво плати работна снага во Република Македонија. И може би таму има штрајк со вкусна политика. Па не знам сега дали е тоа политика. Вода со вкусна политика и штрајк со... Не, меѓутоа индустријските зони е еден сегмент од решавање на проблемот. Најголемиот проблем треба се направи амбиент за економски развој Република Македонија, а тоа е политичкиот систем да биде онаков како што прилега и како што е демократичен во сите други европски земји. Тоа сигурно ќе допринесе до подобрување на економската клима. Вториот сегмент е саобраќајните комуникацијски врски во Република Македонија не се на ниво кое ќе привлечат инвестиции од поголем размер и посериозни инвеститори, се некои сити преработувачки капацитети. И трети сегмент што би сакал да кажам, мислам дека треба малку да се фокусираме и на инвестиции на домашни инвеститори, бидејќи она што го правиме како бенефит за странските инвестиции е позитивно. Меѓутоа, на друга страна,
правиме неуравнотеженост на домашните инвеститори и на некој начин се слабе економската и финансиската моќ на домицилните финансиери. Од тој аспект сакам да апелирам дека економските зони да, меѓутоа пред се амбиентот. Куманово има проектирана економска зона која изгласа, меѓутоа додека добивме како менаџирање на земјишто, умеѓу време се продаде 1/3 од земјиштето, а без да се направи сериозна економска анализа кој тип и каков тип на производство и за кои намени. Тоа се купи само како чисто некретина и движење некретина, сега се препродаваат тие исти парцели во меѓу мене законот дозволи тоа и сега да не влегуваме у тие политички дебати, сакам да истекнам дека подобрувањето и враќањето на луѓето, зголемувањето на бројот на вработеноста во Куманово, кој беше највработен град со 40.000 вработени, сега има 12.000 со персонален данок, е во насока на стварање, креирање на економски амбиент. Тоа е една чиста теза, меѓутоа практично мора да направиме се да дадеме на луѓето и на домицилните станции еднакви можности и да креираме еден сигурен систем каде луѓето знаат дека тоа што ќе го вложат ќе ги биде сигурно вратено и дека нема да биде зависно од промената на политичките гарнитури во Република Македонија. Тоа е главната опасност кај нас во Република Македонија. Стојмановски, колку е европски деловниот бонтон во Куманово? Оценам дека оние компании кои веќе имаат било каква соработка со фирмиве од Запад, веќе ги приминуваат тие стандарди, така да со оглед на тоа дека Куманово има фирми кои веќе работат на пазарот на Запад, значи со своји производи. Куманово е претежно град на чевларскава индустрија. Голем дел од нашиве компании веќе имаат своји производи кои како нивен бренд ги изнесуваат на пазарот на Запад. Имаме текстилни компании кои исто така работат. И тука ја гледам можноста, значи во таа лесна индустрија да направиме уште поголем развој. Значи, ценам дека сигурно тие ги прифаќаат сите стандарди и критериуми кои ги бара таа Европска унија. Значи, према тоа сите бон-тон понашања не им е страно. Коцев, по темперамент кумановци ми личат ептен европејци, дали се и по трудолюбивост европејци? Еве, што има 10.000 на Блискиот Исток, веројатно работливоста на кумановците е на завидно ниво. Не знам како ова да го разглобиме ова прашање, како прво со темпераментот. Јас не сум сигурен кој е европскиот темперамент и дали ние сме европски темпераментни. Реков дека ние сме еден чуден спој, една линија која што го дели западњачкото размислување и источното размислување, ориентот. Тука сме некаде на средина. Ние сме некако, веројатно тоа е некој исто склоп кај нас, тоа утврдено да многу помалку луѓето размислуваат да бидат сопственици. Значи да бидам собственик, па да имам 30 вработени, па да мислам за нивните плати, да мислам за производството, пошто тоа е многу потешко. Многу повеќе ние размислуваме да дојде овој европеец, да отвори фирма, ја да работам кај него, за што поголема плата, ама што помалце да му сработам. Не само кумановци, тоа е предприемачки дух, значи не недостига? Да, предприемачкиот дух мислам дека недостига. Ова ќе се надоврдам, значи нека ми извинат моите соговорници, тоест нашите соговорници, јас не сум компетентен за економија и бизнис, но мислам дека кај нас се повеќе и повеќе стопанството се заснова на трговија. Значи, ја на тебе 3, ти на мене 4, па Орис за граф и не знам што, а многу помалку имаме производство. Верувам дека на тоа треба да се работи. Производството кое што ќе зголеми, производството на не знам што се, на секакви сировини, базата ни е некако изгубена и потоа само да направиме. Еве во Куманово се произведуваат познати марки на чевли кои се извезуваат во речиси сите европски земји. Во градот работат повеќе од 60 помали или поголеми чевларски фабрики, а вработуваат десетици илјади луѓе. Да го видиме прилогот на Сунчица Николовска.
Прада, Армани, Фабијани, Самсонайт, Made in Македонија. Во кругот на некогашниот чевларски гигант Чик Куманово, веќе десетина години се изработуваат обувки за светски познати брендови. Италијанецот Джино Гуацини пред неколку години за обновата на старата запуштена фабрика вложил околу 5 милиони евра. Денес во комплексот Реджија за него работат 30 фирми кои вработуваат близу 1000 лица. Тука имамо големи брендови и на сите чевли ние пишемо Made in Македонија. Да се знае на цело свет што е правено квалитетно во Македонија. Гуацини вели дека и на европскиот пазар се уште се чувствува криза, но и натаму не се откажува од идејата за проширување на чевларскиот бизнис во земјава. Сега има 5 години лоша криза на чевларска индустрија, puno firme bankarotira во Италија и тоа е цело свете. Европа беа така на криза. Ние најдаме, менјамо купци, најдам солуција да се живее. И моментарно све иде нормално. Ако во Македонија едни чевли се носат и по 3 години, во Италија обувки се купуваат на секои 3 месеци, вели Марко Марик, кој пред 8 години дошол на транзициониот Балкан и тука го почнал бизнисот со чевли. Cipele mi koje radimo, to su cipele koje sigurno se prodaju po raznim buticima po svijetu i po 200 i 300 eura ili dolara, ne znam. Tako da kvalitet što se tiče same izrade, da ne kažem da je sad top. Кумановската индустрија ја носат жените. Процентот на вработени во кумановските фабрики е во корист на понижниот пол, 60 наспроти 40. Жените се доминантни во текстилната и во чевларската индустрија, а мажите во хемиската и металопреработувачката. Мажите пак најчесто се вработуваат во градежните фирми во Скопје или заминуваат на работа во Авганистан. Луѓето кои работеа во Авганистан сега се веќе повратници и они наоѓаат свој простор во бизнис секторот. Се здружуваат на некој начин, отвараат мали бизниси. Градот на чевлите последниве години е проучуван и по салоните за убавина. Ако порано мажите од Скопје и од другите соседни градови доаѓале на бербер во Куманово, денес дамите, дали поради ниските цени или третманите што им се нудат, многу често ги посетуваат кумановските салони и спа центри за да се разубават. Многу салони во Куманово се отворија, меѓутоа доаѓаат и од други градови да прават третмани на лице, масажи. Порано е било свикома неали 50% скопски зетовци у Куманово се дотерувале у Куманово, пошто е било поевтино и шишање и бричење. Али сега тоа е многу потешко. Во Куманово има околу 18.000 невработени лица. Во последниве 7 години се отворени над 400 фирми преку проектот за самовработување. Годинава се избрани 50 активни баратели на работа со најдобри бизнис идеи кои ќе добијат по 3000 евра за нивна реализација. Во градот каде чевларството е водечка индустрија и за домашните и за странските инвеститори, клучно е формирањето на развојно-технолошка зона која ќе придонесе за поголем стандард и поголема вработеност. Да одиме со да го искористиме времето за прашање од публиката. Повелете ако имате други. Еве, добар ден и од мене. Поздрав до ценетите гости и почитувани. Моето прашање е насочено кон градоначалник Дамјановски. Господине градоначалниче, според вас, кој е најголемиот проблем на градот, а која е најголемата предност по која нашиот град се оделува од сите останати градови во Република Македонија? Па еве вака кратко, у интерес на времето, најголем проблем на Куманово е економска стагнација и невработеноста, која не зависи од транзиција нааму и постојано прогредира во една насока која дозволи да голем број на луѓе идат во економска емиграција и, како што кажевте, исток-запад. Најголема предност е Куманово град на младоста. Само како показател ќе кажем, Куманово ова година има 1800 и нешто матуранти. Ако знаеме дека 20.000 се вкупно во Македонија, јасно зборува
за каков град, како најава што кажавте 70.000 поново, така сега да го коригирам. Не, 80 рече колегата Милевски. И не е битно, значи ако имаме 1800 нешто матуранти, тоа е годишно ниво на матурирани, значи зрели луѓе кои се импактираат во општеството, јасно зборува за каква биолошки потенцијал Куманово располага. Значи имаме интелектуален, имаме младост, имаме перспектива. Куманово може многу брзо да влезе во процесот на новите трендови, меѓутоа за се тоа треба малку поддршка. Таа поддршка ја очекуваме и од меѓународната заедница, а пред се од Влада на Република Македонија. Коцев, ти здодева ли понекогаш да играш улогата на европеец на Балканот? Па нормално дека да, еве ако може да се каже дека јас сум некаков европеец. Тој европеец кој што се наоѓа тука на Балканот по некои поставени параметри може да му станува малку Балканот тесен, малце да го жулја и сака да излезе надвор. Но многу е тешко тој европеец, оваков балкански европеец да отиде во вистинската Европа. Веќе спомнавме, тоа се други правила, друга игра, треба време да помине таму да се навикнеш на тие параметри кои што се поставени на тоа општество. Верувам дека еве со годините ние со тие сваќања, ако веќе се стремиме на кај таа фамозна Европа, ако не се распадне додека ние да влеземе до таму, ако веќе се стремиме натака, се надевам дека годините што доаѓаат во тие години ние некаде ќе се изедначиме според тие сваќања, според тие принципи, според тие правила, според кои они играат. Мене ми е жал што оваа интересна дебата ќе мора да ја привршуваме, бидејќи денеска е ден резервиран за фудбалот, нели почнува светското првенство. На крај ќе ве прашам прогноза кој е фаворит и за кого ќе навивате? Не знам кој е најмногу овде по фудбалот. изгледа јасно. Вака со близок круг, колеги, ставивме игра дека Франција ќе игра во полуфинале. Значи Франција ќе игра во полуфинале. Не е битно дали ќе добие или ќе изгуби, значи ќе стигне до полуфинале. Така да јас до полуфинале сум за Франција, после ќе видам. И типуваш и навиваш за Франција? Навивам за Франција. И соседите нормално, тоа е некоја пристрасност која што имаме. Стројмановски европејците на Балканот. Европејците на Балканот. Мислам дека предност треба да се даде на Бразил како домаќин. Навивате за Бразил? Сакам убав фудбал. Во оваа ситуација кога Македонија веќе не е таму, сакаме да гледаме добар фудбал, добри надпревари. Мислам дека можеби по квалитет очекувам да биде послабо во однос на претходниве првенства. Дамјановски, е? Јас како бивш активно се баев до 18 години, ради испичини остави фудбал, имам сообраќајка и така натаму. Попознам фудбал и сум спортски активен сега во организација на спортските клубови во Куманово. Фудбалот посебно го сакам, бидејќи во многу се бавев со фудбалот, тренирав, по тоа што Куманово. Мислам дека Бразил, како што кажа, како домаќин има некаква предност, меѓутоа тука не треба да се запостави Германија, Холандија, Шпанија во некој благ пат од минатите првенства европско и светско. Аргентина може би има потенцијал да изненади, тоа би можело да се случи. Аргентина и се насочува према шампионската титула после 20 години. Така, мислам дека 4-5 екипи се во игра. Јас сум љубител на добар фудбал. Бразилците го играат најубавото у фудбалот, меѓутоа не секогаш е и со позитивен резултат. Така, мислам дека ќе има жестока конкуренција. Од тие 4-5 екипи очекувам да биде некој шампион на првенството. Само код се типува на европска репрезентација. Во полуфинале, да. Понатаму ќе видиме. До сега никогаш во јужноамериканскиот мислам дека не е била. Не, сега португалците се многу јаки традиции. Почитувани, Куманово полека, но сигурно со своите 100 и кусур илјади жители ќе продолжи да го гази европскиот пат. Во меѓувреме ќе има уште многу нови модели на чевли, вкусни пијалоци, атрактивни театарски представи и за газење од смеа стендап комедии. Европски поздрав од Куманово, бидете европејци во својот роден град. Следниот четврток се гледаме од Штип.